Кога грешам на жените им носам цвеќе. Леле. 90% луѓе што одат во теретана имаат некој комплекс. Сите татковци на почетокот за да имам слободно време, тоа морам да одам во теретана. Може да бидеш успешен колку сакаш, ако не ми одговара твојата енергија, џабе. Секој човек заслужува што се родил да биде среќен. Здраво Македонија, добро вечер и добре дојдовте во уште едно ново летно издание на Ходстар. За нас летото не запира, затоа што и денес под отворено студио, како што го имаме денес, кое што го снимаме во Хотел Мирор Бока ди Лупо, ви носиме на вистина прекрасна, позитивна енергија. Вечерва заедно со нас имаме два гласа, две енергии, две приказни кои што чекаат да бидат раскажани. За прв пат во нашето студио ве молам со еден огромен аплауз да ги поздравиме Симона Поповска и Ален Хасановиќ. Добре најдовме. Добро ме најдовме. Официјално добре ни дојдовте, прекрасно изгледате двајцата. Морам да кажам нешто на почеток. Симона ни каснеше 1 час, а Ален дојде 1 час порано. Да, Па добро се. не е страшно. Ајде, се дешава. Не е страшно, се дешава нормално. Морав така да почнам, па што има врска? Професијата ми да Ќе те речем на тужиме некој Симона, да не. знаеш само. А, да, јас се кажав преска дека ако нешто на куќето му се случи во случај, ќе добиеш некоја тужба дома. Да. Ајде, ново куќе ќе купиш, па ти што има врска? Не. Поверуваш? Не. Да, Види, да значи, шалиме малку. професијата ме оправдува, Пази, тоа така да померанец. со доктор секогаш е така. Не знаеш кај може да заглави. Така да оправдан. Готово, кажете ми како го избравме денес, денот баш онака еден од најжешките денови, мислам дека е денес. А добро, ние еве и заради името на емисијата, нели? Жешко денес, од Да. стар. Да. Нели? Како се справувате вие со топли температури? Искрено, јас сум цело време во теретана и долу е ладно, у подрум некој е долу, така да вежбам, уживам Значи, кој и... кај да го најде Ален во теретана, ништо, нема одмори, нема... Па сега овој период, да. Сега овој период, да. Симонче ти? Јас на работа, работно, па дома, па многу немам време искрено да ти кажам да размислувам колку е топло или не. Значи, Така да климатизирани услови. добро летно време, еве пример дестинација, која најчесто ја посетувате? Каде најчесто се враќате? Што е пример одмор, прав одмор за вас, пример? Каде најчесто одите? Па јас реално Охрид, што ми е роден Наш крај, си нели? е. Да. И до соседот, значи Грција толку. Тоа е тоа. За сега со деца, тоа ми се најдалечни вака дестинации. Добро, Ален ти? Па јас одам кога ќе завршам искрено, како што знаете, многу свирки имам, цело време сум на пат и обично септември или октомври одам негде подалеку, така да може некој остров да е. Па добро, ако ти дозволувате, Симона си кажа, кај мене децата пример не дозволуваат да може лево десно. А ако ти дозволуваат можностите, зошто да не? Сите си сакаме да си патуваме. Луѓе сте од тие што пример кажуваат, леле, ајде дај побрзо да се вратам дома или уште нека има уште 2-3 дена да си поседам. Па зависи колку дена сме на одмор. Мене до 12 дена ми е доволно, искрено. 12 дена? Па цело лето работам и мора да одмараме, така да... Јас сум од тие што 4 дена макс. Така да после 4 дена сакам дома. Јас истата сум. Чекам дома да се вратам тоа. Добро, да имаш, например, Толку ми е убаво дома. На Малдиви да идеш за 5 дена, например. Добро, да, тоа да, меѓутоа Сепак е... Пак далечните дестинации сега ги фаќаме. Симонче, сега ќе почнам од тебе, затоа што изгледаш, ти кажав, двајцата изгледате убаво, но сепак Исто и вие. дамата мора да ја пофалиме, благодариме многу. Кога ќе кажат пример, ќе видиш ти, ќе се мажиш, ќе родиш деца, ќе имаш работа, лево десно ќе немаш време толку да се средуваш. Еве ти си доказ дека тоа не е така. Дека и мажена жена, и жена со деца, и жена со професии, повеќе не е една, пак може да биде средена, може да биде убаво и да изгледа еве вака како што изгледаш ти вечерва. Тоа е прекрасно, мислам, тоа е комплимент во секој случај. и благодарам, да. Ама искрено има вистина малку во тоа, дека секако, нели, кога ќе имаш, нели, кога ќе се основаш, нели, како мајка и кога ќе имаш деца, не може да имаш толку време како што претходно си имал, затоа што веќе не размислуваш само за себе, туку размислуваш веќе за друго човечко битие кое што нели тоа ти е приоритета, не си приоритет ти. Така да, на пример, сега зборувам ако претходно сум можела во денот да се дозволам и да одам и во теретана и да пијам друг кафе со повеќе другарки или по пример да имам повеќе
време со сопругот, некои сега удобности се скратуваат, нели, ради децата, меѓутоа пак сметам дека изгледот не е тоа каде што, пример, би кажала, никогаш мене, пример, не ми се случило, јас еве и има време кога бев и во корона мајка и никогаш не бев, да речем, дома несредена, едноставно јас сум таков човек. Жената секогаш треба да се средена. Јас станувам од сабајли, сакам нели да се направам рутинска Рутина. Да, утринската рутина за лицето, пример коса, да се облечам убаво така, никако и се чувствувам јас убава. Точно. Едноставно можеби тоа е до личноста, како индивидуа, па некои не значи дека се остварени како мајки, па дека тоа им е свеќаш причина, дека се децата причина за да не можеш да изгледаш добро. Тоа не, но меѓутоа кажувам дека пак немаш толку доволно слободно време како што било претходно, само тоа. Тоа во секој случај нормално, јасно. Еве сега тука Ален ќе го прашам, еве какви тебе девојки повеќе те привлекуваат? Домакинките кои се цело време над тенџере, облечени во широки алишта, кои што не внимаваат на свој изглед, буквално се хранат нездраво и пример единствена цел им е оговарање со соседките или домакинки исто, ама кои што си се средени, се грижат за својот изглед и наоѓаат време за се. Опција број 2. Нормално, зошто кажи? Па знаете како, може жена да биде и домакинка и... Ова ми е за да не се лажат жените дека готово со маж или животот престанува. Многу е битен менталниот склоп на еден човек и генерално размислување за животот и какво размислување има таа, уствари, што е брак, каква е таа институција која треба да се одржува, уствари, колку трпение треба за еден брак и милиони некои работи, така да... Добро, значи опција број 2 сепак ја бираме. А сега, затоа што обично кога станува збор за изглед, секогаш само нас жените, пример, ние сме мета на критика. Добро, треба и мажите да бидат нормално. Еве, сега ќе ги споменем и мажите. Ти, пример, знам дека одиш во теретана, се грижиш за тоа што внесуваш од страна на храна, се грижиш за својот изглед, за својот живот. Па се трудам, сега не сум нешто 100% баш посветен, меѓутоа се... Па сам си кажа дека си во Не, теретана се трудам. Колку можам, колку ми дозволува времето, толку... Кажи ми што правиме со оние луѓе кои што имаат чорбаџиски стомачиња? Па имам така јас ги малку, кажувам. го кријам. Или за оние луѓе, ајде да поразлично да го кажам, оние луѓе кои што воопшто не внимаваат прво на своето здравје. Значи, тоа значи и здравје. Па нормално, знаете како, не е страшно и за тие некои што не иде теретана, јас некош се зезам 90% луѓе што одат во теретана имаат некој комплекс на некој начин, така да... Не. Па имаат, верувај. Знаете како да бидам убав, да бидам убава, да ме гледаат. Па тоа е убаво. Па да, ама тоа е на некој начин и комплекс. Знаете, некои луѓе... Не за своето здравје, него генерално за изгледот. Значи, ние бараме пажња од некого и да си го подигнеме егото на некој начин. Добро, ти држи до некаде. Држи вода муабетот, не дека не, ама сепак пример, добро, не се согласувам. Затоа што има луѓе што не одат во теретана, сепак се грижат за своето здравје, пазат што јадат и милион некои други работи. Сега тука веднаш ќе се свртам. Немој да ме сватите нешто погрешно. Не, тама работа, тоа се е твое размислување, ти си одиш во теретана, значи имаш комплекс, сакаш. Не, јас не реков јас. Има еден дел, верувајте. Тоа да ги прашате сите што да ќе ви кажат. Добро, Симонче, сега ќе се свртам тука и кон тебе и ќе те прашам. Пример, ти имаш прекрасен сопруг. Двајцата заедно сте, не знам, идеален пар би рекла. Што би било, сега ти си го запознаваш таков симпатичен, убав, згоден и по некое време од брак 160 кг ти доаѓа дома, толка. Дали би му дала, дали би го советувала нешто или би го оставила да си биде така дебел и ќе си речеш само мајде, нема ниту некоја да го гледа, само мене ќе ме сака цел живот и тоа е тоа. Ако го сака така, ќе го сака цело време. Не, фактот е дека после некој време веќе физичкиот изглед со таа особа што се долго веќе не ти е приоритет. Така е. Тоа е факт. Меѓутоа, мислам дека ако некој го сакаш искрено и ако му посакуваш се најдобро и ако сакаш да изгледа во најдобро светло до тебе, и ако го поддржуваш, сепак ако нешто има лошо, ќе му сугерираш дека не е добро. А сега дали тој ќе го прифати тоа или не, дали ќе го свати како критика или како добронамерен совет, тоа зависи од самата индивидуа, сепак. Меѓутоа, ова што беше за сотеретаната, да се надоврзам, верувајте дека сите татковци на почетокот за да им се намалат врските, мислам дека еден од изговорот за да имам слободно време тоа морам да одам во теретана. Значи така да може би не е комплексот, ама тоа има едно 90% така што ги знаме ви мои
колеги на работа што откако станале татковци сите почнуваат да вежбаат, се храна здраво. Уствари тоа е моментот веројатно кај Да што избегаат од дома. Да. Или едно или е друго. Остети комплексите што ги збориш. Сега, тук имам само уште едно прашање за ова и толку веќе ќе затвориме темата мажи-жени. Што мислите? Зошто убавите мажи, убавите жени и успешните мажи, успешните жени почесто, не зборувам за тука луѓето што сме, него генерално, зошто избираат мажи и жени кои што се и помалку убави и помалку успешни од самите нив? Или поразлично поставено прашањето, зошто убавите круши, свините ги јадат? Па тоа е така секогаш во живот, ама не мора да значи дека е секаде така. Сме виделе многу убави парови, на пример Крис и Симона, на пример, и Милион, да. Ретко се, ама не е се во убавината, во физичката убавина, така да... Зборувам и за успешност, не зборувам само за убавина. Добро, генерално има луѓето се пронаоѓаат со енергија, така да џабе некој може да бидеш успешен колку сакаш, ако не ми одговара твојата енергија, ако јас покрај тебе сум тажен или нервозен или џабе, се е џабе, верувајте, така да од внатре тргнува се. Ние во нас имаме некој внатрешен свет кој не му даваме толку внимание колку што треба, уствари многу е побитен него овој надворешниот. Сакаш да кажеш пример дека ете тие не толку успешни, не толку убави девојки, ќе го земам во случајот за тебе, значи може да даваат многу повеќе внимание, се, да. Добро? Океј, интересен одговор. Симонче, ти што мислиш на ова тема? Јас мислам дека пример маж ако треба да избере помеѓу една успешна згодна девојка и ако треба да избере помеѓу една девојка која што е просечна сега да кажеме еве, попрво би ја избрал просечната. Затоа што тука нема да има судир на его во поголемиот дел и така што мажот секогаш ќе се чувствува нели посупериорен спрема жената. Ќе го нема значи тој момент да се плаши дали некога жената ќе го надмине или не. Тоа е тоа. А во однос на пример жените дали бираат тоа, повеќе мислам дека жените не толку се фокусираат да се изгледат колку што ги жените бараат сигурност на некој начин, да. Некои други работи. Ајде кажи ги кои се другите работи веќе кога тргна и толку е последно е во Видите, сега има секој свој критериуми, пошто го бира, значи дали пример мажот стабилност, дали сака семејство, дали сака нели да ја поддржува жената понатака во низините нели цели кои што се поставени или не. Пример лично за себе јас тоа го гледам да има нели харизма, хумор, да биде љубезен, да знае што значи семејство, да ги има оние основни работи за кои што викам јас барем е задржано се уште во нашата земја, додека веќе во насекаде ни светот, веќе тие што викам јас вредности, фамилиарни така натака се поизгубени, веќе не се ни гледа нели дали има семејство, дали се во брак, не се во брак, дали биле нели другарки. Затоа македонците што се настрана си бараат македонки жени. Тие меѓучовечки некои односи некако се уште барем во нашата земја се задржани. И тоа ми е драго што е така да пак ќе кажам, се зависи тоа од личност. Ама се повеќе одеме и према запад, искрено со менталитетот, така да... Не дај Боже, не, добри сме си вака, јас сум за вака да си останеме сепак. Доста е толку на тема мажи и жени, не ве прашувам веќе тоа, сега ќе се свртиме малку и на ваша омилена тема или хоби, она што го работите, музиката. Тоа е едно нешто кое што пред се ве спојува да сте ни тука заедно вечерва. Сега ќе почнам повторно со Симона, затоа што прилика ја извади твојата нова песна Ловец и плен. Ловец и плен. Има тука една многу убава реченица која што јас ја забележав и нешто многу како сите ме знаат, а знам зад грб колку ми лаат. Колку има вистина во оваа реченица, еве конкретно во твојот живот? 100%. Значи колку имало пример предрасуди за мене кои што не ме знаат и пример можеби се замислуваат дека некако е подруго во мојот живот или на пример дека тоа што го имам постигнато е многу лесно или не е лесно. И не знам, на пример имало типот осудување конкретно за мене лично, нали кога сум била на медицински факултет, дека ако се занимавам со музика не може да оди тоа заедно со медицината, па и општо да имало колеги кои коментирале во однос на музиката, зошто пример да ја викнеме на тој настан, таа не е на музичка академија, таа е докторка, не ја мешате со тоа. Така да таа реченица за мене 100%.
Значи песната посветена Ален Деба, ќе те прашам тука колку пати си бил изневерен од блиски пријатели. Дали ти си има тоа случајно затоа што како велат каменот од блиско Па доаѓа? да, генерално може се деси од колеги конкретно на естрада и некои соработници, тоа често се дешава. Немам нешто претерано многу пријатели затоа што ако има многу пријатели не се сите вистински. Ќе имаш повеќе непријатели. Да, имам некој мал свој круг на луѓе со кои се дружам и убаво ми е со нив затоа што јас сум таков човек, патриархално сум воспитан и сакам добри луѓе околу мене, искрено. Тоа е најбитно, да бидеме луѓе, да бидеме добри луѓе и затоа што другото е се минливо и пролазно, така да. Така. Ален, ти во твоите песни имаш некако многу голема болка за љубовта, некако текстовите се многу срцепарателни, музиката кога ќе ја слушнеш и таа срце пара. Па добро. Зошто такви текстови, зошто Па не се само кај мене, кај многу пејачи од балканската сцена се такви песни и на некој начин тие балади, ја мислам дека и поминуваат, така да знаете како кога ќе напишам песна, потоа кога ќе се деси некој настап за некое брзо време, кога публиката ја пее истата таа песна, значи тоа е тоа, окей. Дали таа песна пробила овде само во Македонија или на цел Балкан, без разлика. Значи ти не се водиш по она како ти се чувствуваш? Не, се водам јас како јас се чувствувам, јас сум кант автор и правам и музика и текст и аранжмани и во секоја песна ако нема дел од мојот живот не би ја пишувал секако, меѓутоа не се сите песни баш напишани конкретно за мене. Може да се деси некој филм гледам па да ме инспирира филмот, така да а некогаш пишувам како ќе ми дојде буквално, размислувам на пример некој рефрен кога пишувам треба да биде некој мокен збор да биде. Ја замислувам како публиката ја пее и нешто што замислувам како луѓето се на пример у некој клуб и што би било тоа што би поминало, кој збор би поминал уствари. Затоа на некој начин тој занајат го учев и од новата песна. Фанатик не е моја авторски. Дивна Миловановиќ ја пишуваше песната, Милан Раџен ја правеше музиката и аранжманот. А другите песни се сите мои. И кај тебе имам напишано нешто. Ко фанатик име твое дозивам на глас. На кој име мислиш тука и дали е отпеана за некоја личност? Дали некоја личност стои позади песната? Дали јас сум ја отпеал за некоја личност? Не. А авторот што сакал да каже, кажал. Прашајте го, така е, добро, окей. Не, песната ми се допадна, мелодијата првенствено многу. Јас го негувам тој како би кажал грчко-балкански мелос, така нешто, затоа што грците имаат многу интересна музика и многу интересно е споиле фолк и поп музиката. Кај нив многу е интересно тоа што тие и забавните песни, дури некогаш забавниот текст да звучи тажно. Па да, тоа е тој... Или јас сум грешка? Па да, ма така емотивно. Тоа е тој мелос, тие многу добро фолклорот го споиле со забавната музика и затоа е уствари кај нас прифатливо. Сега ако е птен народно, знаете кај нас народо како е, ова е селјачка песна. Така. Тие нашле некоја средина да искомбинираат и модерно и затоа и поминува. Мислам 90% хитови и во Србија и во Хрватска и кај нас многу хитови што не знаат сега грчки песни. Така, за жал. да. Сега тука сакам исто да кажем и за објавите кои што често знаеш да објавиш некоја мудра мисла, да речам. Па јас тука една извадов и сакам, тука имам едно прашање за двајцата. Вели вака: молчи кога треба, кажи кога мораш, оди си кога веќе не вреди. Тука имам прашање и до двајцата. Знаете ли да замолчите тогаш кога има што да кажете и си одите ли тогаш кога гледате дека веќе на вистина нема што да ве задржи? Ајде, Симона. Многу пати нели се случило каде што имам што да кажам, но меѓутоа едноставно не сметам дека треба да трошам од своја енергија или да се објаснувам. Можеби некогаш еднаш ќе напоменам, меѓутоа веќе ако треба да се објаснам повеќе пати или да кажам нешто, едноставно ќе се прекјутам и тоа ќе биде тоа, веќе заминувам толку. Добро, значи ти закјутуваш, заминуваш и готово. Па иначе на пример ќе се обидам да објаснам, но меѓутоа веќе ако гледам дека повеќе ми троши енергија и ако гледам дека некој е убеден во нешто дека не можам да го разубедам, онда зашто да се нели како викаат за кавга секоја се потребни двајца. Зашто да се карам кога ќе одберам воопшто да не се карам и да не трошам енергија. Едноставно се заминувам и тоа е тоа. Многу добар одговор ми даде. Не, на вистина ми се допадна. И тоа е вистината, реално.
Ти, Ален? Зависи со кого, дали Види, тоа е со машка, девојка, треба дали повеќе да со се објаснува. дали со девојка, дали во брак, дали со пријател, се знае некојаш кога треба да молчи, човек треба да молчи. Меѓутоа, јас сум човек мислев дека имам челични нерви, да, живци. И меѓутоа, ако решам да заминам, тоа више не знам, некој може на глава да се готове. Веруваш ли во љубов после разводот? Јас нормално, зошто да не? Може ли да спомнам нешто што ми кажа претходно? Токму на ова место каде што сме денес, Да. било и запросувањето. Еве сега денес се враќаш тука. Може би не сакаш да одговориш. Не, може би сакаш, зошто ама па на тебе не, го оставам. ништо не ме Било поминало. било поминало, така е. Идемо дале. Јас Добро. извини, не сум упатена, ама Добро. тоа е многу нормално сега. Боже мој. Денеска се Многу сите некако разведени. Случајно се случија сите работи, затоа решив да прашам. Видите, па, ако значи сака многу да е добро кажам. што на пример еве са конкретно можам од околу нели да сватам што е целата ситуација, меѓутоа никогаш не треба да се осудува. Меѓутоа подобро е нели ако некогаш одлучи некој во животот што и да биде да не живее во една токсична ситуација Па само така е заради нормално, тоа фала Богу, да. што ќе речат другите, дали нели ќе бидам осуден или нема да бидам осуден, секој човек заслужува што се родил да биде среќен. Тоа е првенствено нешто. Нормално да се обидеш, нели, ако можеш да го задржиш нештото, меѓутоа ако гледаш дека повеќе си несреќен и ако сето тоа е токсично и за тебе лично и за околината, нели, од Нормално. страна, треба да одбереш друг пат, едноставно тоа е што е, а денеска сме 21 век каде што секој може да си го каже тоа што му лежи, мислам, на срце и на душа, додека порано, нели, претходно нашите сите биле, ајде, патриархално да, меѓутоа некои останувале во такви токсични ситуации само заради тоа што немале шанса или екзистенција за сами да обстанат. Така е. Денеска веќе сите сме со кариера, да кажам, сите сме можеме да се снајдеме на некој начин, зборам дали нели финансиски, дали на било каков нели емотивен со партнер друг и така натака и мислам дека не заслужува никој да живее во една токсична ситуација ако тоа не го сака. Така е, Тоа фала е Богу. тоа. Некои приказни не ги кажуваме со зборови, туку ги пееме. Па тука би те прашала, еве, кој рефрен, кој стих од песна го опишува твојот моментално живот, да ми го отпееш? Искрено моментално сега види, да ја опишам целата ситуација во мојот живот, пример не можам, меѓутоа последната песна нели што извадов и рефренот кај што и сите како нешто многу ме знаат, а знам зад грб колку сите ме лаат, а никој од нив баш и нема појма која сум јас. И најомилениот дел ми е уствари исти души, фрази, души ко мраз, кон својот кревет редат патоказ. Има толку многу погрешно во овој свет. Тоа е тоа што сакам да го кажам, дека моментално живееме во Браво. една ситуација каде што некако така, се е погрешно поставено, некако се обрнува внимание на други работи, отколку да се обрне внимание на среќа, љубов, здравје, тоа. Мислам дека чекориме на патот да конечно почнеме да ги осознаваме вистинските вредности, а не тие кои што се погрешни, но здравје Боже, има време, велат во животот се учи секојдневно, така што Ален, за тебе што имам спремено тука? Вика вака, дали прилепски маж никогаш не се извинува, туку наместо да се извини носи парче бурек? Има ли вистина во ова? Поема, нема прв пат слушам искрено. Тука некаде прочитав дека бурекот е вид на мирен договор. Па сега што ќе ти кажувам, извини, еве ти бурек, јади, ајде. Ај го ископавте ова нешто. Си наоѓам јас. Не знам, стварно не сум мислила, прв пат се сретнувам со конкретно, Изгледа не. дека почесто си надвор од Македонија, затоа што носиш? Цвеќе. Па на машко, ако треба се извиниш, цвеќе ли ќе му дадеш и на него? Јас искрено кога грешам, на жените им носам цвеќе, така да на мажите ќе ги почистам нешто. Бурек нека јадат. Може, па бурек зашто нека јадат. бурече, четвртинка, со Да, месо, да, да. со сиренце, убаво. Ние тука Пица не- бурек. Да, ние тука немаме бурече и такви работи, имаме некои други работи кои што ќе ги оставам за емче, но претходно. Тука имаме два музички прекрасни вокали. Јас не ги слушнав како тоа звучи заедно. Може ли да отпеете нешто по ваша желба? Ќе ни отсвириш нешто? Јас, ајде, може. Ќе имаме импровизирана гитара. Може. Јас ќе свирам. Што Која ќе пееме? песна само кажете ми. Јорговани? Да знам кој... Тоа не ли спомнавме, да, Јорговани. Јорговани, може, ајде. Како почнуваше, само подсетете ме. Колико сам пута умро, а ти ме оживјела.
Koliki sam pjanac bio, a ti me otrijeznila. Kakve su vatre gorjele, a ti gasila. Na kakvom sam bio dnu, a ti si me spasila. Na kakvom sam bio dnu, a ti si me spasila. Ostala duša, Ko pustinja, posle tebe mi ljubav dođe, kao milostinja. Ima noći kad na tugu toči mesto vina. Nema dana koliko je na srcu rana. Al nema dana koliko je na srcu rana. Lako ćeš ti bez mene, kako ću ja bez tebe. Kad dođu teški dani, kad odu svi jarani, kad zamirišu jorgovani. Kad dođu teški dani, kad odu svi jarani. Zamirišu jorgovani. Браво, луѓе, колку Добре. прекрасно. Мал се терци, малку секси ова. И јас тоа го сгрешив тука во гитарчето, затоа и вие можда. Не, магајле. Прекрасно. Како? Колаборейшн, кога Collaboration, еде Емче, гледаш како се прашува, ајде, кога да ќе правите, кога дует, тоа Ќе се се договориме, уште вечер. Ете, вечерва, може би тука ќе паднат некои договори. Затоа сега, затоа што ова песна беше прекрасно отпеана, нели треба да наздравиме со една чаша убаво вино. Але не пие 12 Да, години. 12 години јас. Што ама еве? Еве сите за нас здравие да направиме секако тоа се нашите Шато Ризов, највкусното вино кога ќе го пробате ќе знаете зашто зборуваме на сите вас секако топло ви го препорачуваме. И тука секако сакам да ги поздравам и нашиот генерален спонзор Витаминка кои што ги имаат најпрекрасните работи, кои што мислам дека не постои човек кој што не им ги сака производите. Нормално. Кој производ од Витаминка ви е најомилен? Еве ти од Стоби Прилеп Флипс. вака. Стоби Флипс. Флипс. Симонче тебе? Стоби Флипс нема. Знаете зошто е добро? Зашто е од Прилеп. Од Прилеп, така е. Ова е за повели, кого? За кој што сакате исти се Повели, двете, ете така, повели. Благодариме. Има- Сигурно има, не знам што има во пакетчињата внатре, но тоа ви е поеден Поздрав до подарок Витаминка. од Витаминка. И секако тука сакам да ги поздравиме Аристократ кафе, едно култно место тука кај нас во Скопје. Аристократ кафе ви дарува виртуелен ваучер од 2000 денари кој што може да си го искористите во било кое време и да сакате кај нив. Има баш се така што Благодариме. да се почастите, а сега дали сте спремни за нешто уште пожешко од ова до сега? Нормално. Добро, предходно, пред да одиме со рубриката на Емчи и Жешки трачеви, сакам да ги погледнеме и жешките авантури кои ги снимаме точно на ова место, само во друго време. Погледнете. И добро дојдовте во уште едни жешки авантури. И тоа не со еден, не со двајца, не со тројца, туку со четворица надпреварувачи или два пара. Моментално, иако ева и Евчи и Динев се во базен, тие нема да бидат пар, туку ќе бидат. Имаме, точно, еден против друг, имаме тим Лимони и тим Малинки. Тим Лимони се Александар и Андријана, тоа дека на А им почнува првата буква од името. И тим Малинки, Евче и Теа, затоа што на Теа ја одговара со косата реално. А и двете се како малинки, ете така. Да ги објасниме правилата на игра. Значи имаме тим Лимони и тим Малинки. Целта на играта е Андријана и Теа се од другата страна на базенот и имаат по 6 јајца во нивните кофи. Тие 6 јајца треба да завршат во средина на гумите кои што ги држат Александар и Евче, но не и на нивни глави.
Дали се разбравме? Дали се разбравме, девојки? Момци, сите, се разбравме ли? Може да почнеме на 3, 2, 1. Момент. 3, 2, 1. Почнуваме. Браво, Теа. Браво, Андријана. Ајде, трето јајце, ништо. Андријана, ништо. Опа! Опа! Со мала помош од Александар, но да видиме. Ле. Тука лета се, и кофи летаат, и глави летаат, и топчиња летаат, и јајца летаат. Кажете ми кој колку има јајца во гума? 4 снесе? 4 снесе? А Евче? Колку снесе? 4. Значи имаме победник во прво ниво. Тим Лимони е победник во прво ниво. Да видиме второ ниво како ќе биде. Второ ниво на играта. Андријана и Теа имаат по една кофа. На другиот крај од базенот имаме 4 предмети кои јас моментално не ги гледам. Таму се? Да. Значи, надпреварувачите малинки и надпреварувачите лимони треба да испливаат до другиот крај и да ги донесат еден по еден сите предмети во корпичките на Теа и на Андријана. Дали сме спремни? 3, 2, 1. Може и машко и женско пливање, како сакате така. Ајде. Сите 3, едно по едно. По едно? Малку да видам кондиционо како сте. Женска за женска, победа за победа. Андријана изгледа од другиот тим. Ајде, одиме втор круг. Одиме втор круг, машко против женско. Ајде, бодрете ги вашите надпреварувачи. Теа, Андријана, бодрете ги вашите надпреварувачи. Ајде, Ева тргна. Денес не морате да вежбате затоа што веќе имате извежбано со нас, реално. Александар, дали се откажуваш? Дали се откажуваш? Не, ајде уште еден круг. Само 2 имавме? Тим Лимони беше победник во првиот круг, а Тим Малинки е победник во вториот круг, што значи е изедначено. Иако таа се буни, тоа беше вистина така, вие си видовте така што и одиме со трето ниво или нивото кое што ќе одлучи кој ќе биде победник. Тим Малинки или Тим Лимон. Лимони или лимонки, како сакате? Лимонки, може лимонки. Значи, се што треба да направите, надпреварувачите во базенот веќе се седнати на нивните позиции, нивните поддржувачи се надвор од базенот, секако ќе ги поздрават. Кој прв ќе допре раката на својот соиграч, тој е победник. Може да почнуваме? Поздравете се прво. Ајде, тргнуваме. Ајде да видиме кој ќе биде побрз и во ова трето ниво. Кој ќе биде победник, Тим Лимони или Тим Малинки? Тим Лимони или Тим Малинки, кој ќе биде победник? Ајде да видиме. Добро е. Александар веќе е во благо водство. Дали Ева се откажува? Тим Лимунки победи. Браво, секоја чест и секако за тимот кој што победува има награди. Неме, само момент, Андријана сака моментално да ме пикне во базен. Се извинувам, но не верувам на оваа девојка што е позади мене толку многу. И победници се Тим Лимони. За Тим Лимони што се добива? Лимони, нормално. Ама чекај. Не сакам да ти го дадам тебе, сакав прво медалот да го дадам.
Андријанче, дали го заслужи ти овој медал, кажи ми? Ти што мислиш? Секако дека да. На толку игра, на тоа што падна во базен. Реално. Така е? Да не паднат на букна. Добро, да тоа никој не го види. Ајде да видиме како стои ова на тебе. А сакаш да ти го ставам, може? Дали? Hot Stars, така е, прво место. Што се добива за ова прво место? Освен овој златен медал? Освен овој златен медал, како што кажа и Александар за лимони, се добиваат лимони. Ајде сега може да го испрезентираш. Што е тоа? Ова е гумичка со лимони, жолта боја, а од Best Way. Жолта ми е милена боја, затоа ова си го добив и затоа што сум победник. Браво, Андријанче. Така е, браво за двајцата, а Best Way се тука заедно со нас, со сите можни летни реквизити, за да може ние да ги организираме овие прекрасни наши жешки игри. Драги мои, се враќаме назад во вечерното издание, така што останете со нас. Се враќаме назад во студиото, како што може и сами да забележите, сме баш добро расположени. Емче некоја песна пее. Која песна, Емче? Која песна е ова? Се што има, ми Фали, тој мирис на јоргова ми фали. ми фали. Мирис, мана да Ми гали, ми фали за Велик. Ама колку е далеку Великден, ние сме само лето. Јас сум дома. Браво, браво. Здраво Симона, здраво Ален. Hello. Ивана, денес морам да ти кажам дека имам направено добра комбинација. Добра комбинација имаш направена. Гости, видиш? А ти ги направи? Ти? Срце убаво. Симона, Ален, Каква добра комбинација има направено на гости? многу добро. Така е, точно. Двајцата убави. Најдобра, нема прекрасни. подобра. Точно. Најдобра, најдобра. The best. Симона и Ален, за прв пат сте ние со нас. Дали ви е удобно овде? Да. Најудобно, најдобро. Најудобно. Да. Одлично. Одлично. Убаво изгледате двајцата. И ти Многу исто, ти убаво. благодарим, Симона, ама ти и си ти. многу убава. Еј, Фала ти, ти исто преубава. Слушни, за денес ви припремив игра со која многу ќе се смееме. Ајде, Спремни? спремни. Тука имаме прекрасна прозирна кугла и во која се наоѓаат 8 брзо зборки. Ау. Вие најпрво треба да се извлечете по 4, само 4. Потоа најменично ќе започнеме со изборавање. Изгоро? со брзо зборките. Ајде прво Симона. Ајде. Со брзо Три, зборките ќе четири, започнеме четири. после наизменично. Тоа сакаше да каже да ја 4. Две. да поддржиме нашата кениска убавица. Тоа е многу добро што се труди да го научи нашиот Точно. јазик и баш добро ти оди, браво. Секоја чест, пошто обично некој да друг може нема да се труди да го Така е. научи. Потоа Ален секако. 4 да. Ајде, сите Па, се за тебе. четири. Уствари требаше му Сите се да за дам. тебе, ајде. Ајде Симона. Ајде. Што има? Леле. Добро, треба да ја кажам брзо? Треба да ја кажеш Да, брзо треба. 5 пати. Брзо. Ау! Брзо. Добро. Расол, лош, расол. Расол, лош, расол. Расол, лош, расол, расол, лош, расол, расол, лош, расол. Тоа е најбрзо. Добро, првата ајде сега одиме со Ален. Ајде Ален. Нешто шушка на крушка до гремушка.
Нешто шушка на крушка до грмушка, нешто шушка на крушка до грмушка, нешто шушка на крушка до грмушка. Ау, ти ги научи на памет? Кажи, нешто шушка на крушка до грмушка. Не, овие ни ги дава, па бевме таму основно, јас ги памтам сега како ќе ги прочитам. Ајде сега ќе видиме. Ајде, Симона. Чекај, ајде. Ау, добро. Машина за сушењалишта, машина за сушењалишта, машина за сушењалишта, машина за сушењалишта, машина за сушењалишта. Гледаш ова како ми иде, пошто секоја вечер ја користам, нели? Гледаш? Жена си е Овој жена. која изгледа по добра кажувам брзо, машината за сушење. Ајде, Олен. Кај ги најдовте? Ема си ги спрема? Капа опаку капа. Ајде ще. Капа опаку. Аха. Капа опаку. Не. Капа опаку капа, капа опаку капа, капа опаку капа, капа опаку капа. Добре, да. Немаш. Капа оп. И Кочи. и стоп. Ајде, next. Чекај, не убиеш ти? Ау. Пукна пушка под пенјушка, пукна пушка под пенјушка, пукна пушка под пенјушка, пукна пушка под пенјушка, пукна пушка под пенјушка. Ти Ама реков тебе од изгледа лесните се основно. погодија. Симона. Ги памтам, ги памтам. Лесни се имаат погодено, Емче. Аха, Мален баш ги имаш лесни, подметнати. баш лесни. Дај ги на Вере Емче ми, ќе видиш. си ми подметнала. Ајде слушнеме Емче како ќе го каже тоа пукна пушка Еј, под да. грмушка. Ајде. Може. Дај Може. го слободно затоа што нема да го запамти. Пази сега. Ајде Емче, брзо. Емче, брзо, најбрзо. Ивана, зошто? Ајде да видиме како. Ајде. Брзо. Ајде. Може. Ајде. Дај го ова. Дај го ова. Ајде, можеш, побрзо. Пукна пушка под пушка. Ајде уште еднаш, Емче, пробај. Добре. Пушка. Добро, Јона. Ај држи ритам и пробај. Јас мислам требаше Симонче да биде победител. Чекај, молим те уште еднаш, да ја чуеме. Ајде, Емче, потруди се уште еднаш. Пукна пушка под пушка. Под бабушка. Емче. Ајде, продолжуваме со Ален. Ајде, Олен. Има кај мене пушка пукна, патка падна, пушка пукна, патка падна, пушка пукна, патка падна. Прифати само ја кажа, уште две. Пушка путка. Ако гледаш Струмичали ќе видиш. Тука следува еден многу интересен збор, Пушка. ако малку повеќе го кажуваш. Преведи го ти јас, не? Јас неколку пати ги прочитав пред Пушка Има уште по една. Само Струмичани да не гледат. Чекај, аха. На врв брда врба мрда на врбот врбата врбот мрда на врв брда врба мрда на врбата врбот мрда на врв брда врба мрда на врбата врбот мрда на врв брда врба мрда на врбата врбот мрда. Браво, Симона. Латински Врба, мрда. имам таму. Не, ти си мајстор. Мајстор за зборки. Ај уште еднаш ти ово, те молам. Ајде, Ама Мораш. ја не сте фер. Ќе Емче, се уште ова мораш. од јазиков. Предходното твое. Ќе биде хит на Рилс ова, веруј. Океј, бидејќи Симона е мајстор за ова, има бонус за тебе. Да. Ама Ален има уште. Имам ја уште едно. Има. Добро, после. Ајде, готово. Нао. Да. Угоре мома удолу коса, угоре мома удолу коса, угоре мома удолу коса, угоре мома удолу коса. Лесни Емче, лесни Емче. зборки. Она со пут. А дали може тоа Емче? Тоа беше интересно. Ајде дај го на Емче тоа да го Кој? каже еднаш. Тоа со патката. А, со Со патката? патката, да. Ајде да видим. Ајде одиме со Емче уште еднаш да се проба пред бонусот. Let's за go. Симона. Пушка пукна патка падна. Пушка пукна патка падна. Пушка пукна патка падна. Пушка пукна патка падна. Абе, ќе се откаже девојче од учење на македонски јазик, не знам. Емче, ако ти преведеме што значи тоа, Ништо страшно. ќе не избркаш од емисија сите овде. Ништо страшно. Ајде, има подарок од Mobitech. Само една. Mobitech најдобрата мобилара во Македонија. Таму имате по една екстерна Благодариме. батерија. Да, Супер, ми треба тоа дефинитивно. Поздрав до до Mobitech. нив, Фала многу. Mobitech. И подарок од Верона. Повели Емче. Верона каде има најубави пицаи и пашимали. Браво. Повелете Благодариме. по еден Ајде. Thank you ваучер very much.
Многу се убави во Илија очите, Да, да, може да, да да. го покажеш. Ќе си на го урамам камера, дома. Од другата страна. Ете така. Але Ама баш нели ти се си на убави. здрав живот, се седира. Па сум, нема врска, не е страшно. Дај го на Симон. Камера 1, камера Не 2. бе, кога ќе се извинува за другарите, ќе им даат пица еве. Да, да, да. Да. За бурек од нас. Ти благодариме, Емче, Ајде, тоа е тоа. благодарам многу. Емче многу си интересна, Ала, морам да признам, ни ја разубави емисијата. Ти благодарам. Драги мои, јас се надевам дека сум ви барем малку забавно, иако еве на гостите не сум им. Се шалам, знам дека сум им, затоа се тука, затоа се... Немој, те молам погрешно да ме сватиш, а јас кажав тоа затоа што Емче малку тешко зборува македонски и затоа е многу интересна, така Нема да. врска, јас тоа самата го кажувам на вистина и некои работи што и текнуваат, и јас не знам од каде ги вади едноставно, како од джеб да ги вади, не знам. Вистина, само и текнуваат некои работи чудни што пример ќе направат или да се насмееш, или да се наљутиш, или нешто. Кажете ми дали имате нешто ново, еве вака како за крај, да ми кажете што спремате следно. Не ве прашав за вашите идни проекти или за она што вас ви е битно во моментот, не мора да е поврзано со музиката. Ален, може би повторно ќе се жениш. Не ми иде у глава воопшто тоа. Да. Сега сакам да одморам малку. Доста ми беше. Па јас треба да го докомплетирам албумот уствари до крајот на оваа година треба да излезат сите песни. Не сакав да го вадам цел албум одеднаш, затоа што мислам дека немаше да има добар ефект вака вадам на 2-3 месеци по една песна, така да до декември ќе биде готова и после почнувам нов проект уште еден. Сите српски? Не, ќе има и македонски. Добро. Симонче? Имам нова песна и плюс тоа што ќе настапувам на Макфест во октомври, тоа е сега така што ми е поново и Се врати ти повторно, сите години си на Макфест присутна. да, И лани имаше многу убава песна со многу убава порака. да. Некако да ти кажам, сега веќе одлучив да го пеам тоа што го чувствувам и што го гледам како дел од секојдневието, нели, според тоа што го слушам и од пациентите, нели, така натака за нивниот живот. А не, пример, да го пеам за да бидам сакана, туку напротив, за да бидам слушната во смисла да пеам нешто од секојдневието. Такви некои инспиративни приказни, се надевам некој, нели, ќе поттикне некоја поука или да смени нечив живот, а тоа ми е моментално нешто најбитно. Така, јас сакам да ви кажам дека јас на вистина искрено се забавував со вас двајцата и со Емче. Јас со вас. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете наши гости. Јас се надевам дека нема да чекам уште долго време да ни бидете повторно, да ни дојдете тука повторно. До тогаш секако ви посакувам се најубаво, бидете здрави, живи и се гледаме во некоја уште поубава прилика. Чест ни беше. И Ви преубаво ни благодарам беше. премногу. Благодарам. Драги мои, се гледаме ние следна недела. До тогаш останете ми во добро расположение. Чао, чао!